Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Амбициозна, комуникативна и истрајна, која плени со незините успеси како во рамките на нашата држава, така и надвор од незините граници. Василка Ѓурчиновски е магистар по образование и образовна политика. Ни доаѓа од Велес и е мој денешен гостин во емисијата од своја страна. Ки посакам топло добре дојде и благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од своја страна. Ви благодарам за поканата. Навистина ми е посебна чест да бидам дел од ова студио прекрасно на телевизија Сонце. Телевизија која што се базира на една основна цел негување на македонските национални интереси. Истовремено ми представува огромно задоволство да бидам во ваше друштво, во друштво на една прекрасна водителка, шармантна, која што зрачи како со внатрешна, така и со надворешна убавина. Ти благодарам вас за убавите зборови, истото мислење го делам и јас и многу ми е драго што ете по толку договарања токму денес ќе се дружиме и ќе споделиме многу новости кои што стојат пред твоето име. Дипломиран математичар кој што обожава да пишува, јас така ќе кажам. Да. А јас обожавам да те читам. Во твојата најнова колумна за мајчинството, односно за улогата на жената денес во современото општество, говориш токму за оние три улоги на жената, за жената како мајка, жената како сопруга и нели жената која што се фокусира на науката, односно на образованието. Сега велиш дека жената треба да ја добие најголемата почит во општеството. Дали жената денес ја добива почита во општеството и колку е надминат стереотипот дека жената треба денес да седи дома и да готви? Со тоа ќе почнеме. Да, баш убав почеток. Иве би почнала од минатото. Жената во минатото знаеме дека била дискриминирана во секој поглед кога се работи, кога зборуваме од аспект на образованието. Значи кога ќе се спомнело жена, исклучило се мислело за мајчинството, за готвењето, нели, за седењето дома и исклучиво се поврзувала незината улога да биде во еден равноправен однос со мажот во извршување на домашните работи. Немала можност за толкаво образование. Едноставно требало да биде посветена на своите домашни обврски. Меѓутоа со масовната писменост веќе таа разлика е намалена помеѓу мажите и жените, односно се доведовме до некоја рамноправност, иако во некои делови од нашето општество се уште постои доминација на машката популација. Денес една современа жена треба да го балансира, како што и напоменавте, конфликтот помеѓу работата, семејството и секако приватниот живот. Меѓутоа, сите ние се носиме свој печат низ времето, така да може да се слободно, значи може да се каже дека денеска успешно жената треба да ја има и поддршката како и од својот партнер, својот сопруг, така и од своето семејство, за да може успешно да одговори на своите обврски. Целата таа поддршка е потребна да ги оствари своите цели што ги има зацртано и тие се тие цели кон која што се стреми секоја жена. Јас искрено убедена сум дека секоја жена, кога говориме за жената, како и секој човек, сама треба да си го пронајде своето место, односно треба континуирано да се докажува, да напредува во својата позиција и на тој начин да покажеме дека сме нели рамноправни со мажите. Так, а вас ни доаѓаш од Велес, меѓутоа важиш за една од поуспешните жени кај нас. Кажи ми како успеваш да ги балансираш сите оние уврски кои што ги носи работата, семејството, приватниот живот, професионалниот план? Така, навистина... Која е тајната на успехот? Да, многу луѓе ме прашуваат за тајната на успехот.
Значи, сепак јас ќе се вратам на оној најбитен фактор кој што навистина ми дава мотив и инспирација да продолжам со темпо на работа и со уште посилно и посилно темпо на работа. Тоа секако е поддршката, како што напоменав. Ја добивам од партнерот мој, од мојот сопруг, во изобилство, како и од моите најблиски, и тие ми се мотив плюс може би, така. Да, огромен мотив движејќи се низ тие лавиринти низ животот, да чекорам гордо и самоуверено. Откако дипломирав на Универзитетот Свети Кирил и Методи, односно на Природно-математичкиот факултет како професор по математика, своето образование го продолжив на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, на Факултетот за образовни науки, и се стекнав со називот магистар за образование. Во овој период јас го искусив и мајчинството и во својата најчиста, најубава и најблагородна форма. Значи, кога зборувам за мајчинството, може да се сети, нели, оној трепет кај мене. Значи, тие се тие личности, моите две керки, кои што чија насмевка јас можам да го поминам секој ден. Так. Тие се тие личности со кои и кога сум најтежна, јас сум најсреќна, и кога сум најслаба, јас секогаш сум најсилна, имајќи ги сите нив. Да. Тоа е во неколку овие години наназад оваа поддршка што ја добивам. Меѓутоа, моите почетоци, уште како професор по математика кога започнав, сето вложување и целиот напор и го дадоа моите родители, кои што се исто моја најголема поддршка во животот. Навистина, моите родители се пример на цврсти личности. Тие се пример на труд, на честност и лојалност, и навистина го заслужуваат мојот восхит. Сето тоа те изградило, те направило она кое што се денес. Така, значи тие има со целосна доверба во мене и ме научија да верувам во љубовта, да бидам честна, да бидам со чист образ, со чиста совест, односно ми ги покажаа оние вистински вредности во животот. Затоа би сакала да упатам голема благодарност до моите родители, кои што за нивната несебична љубов и залагање да ме направат човек, но човек во вистинска смисла на зборот. Исто така, не можам да не ги спомнам, значи, и моите свекор и свекарва, едни прекрасни личности, луѓе, без кои што овие последни години, уште кога се оствари во улогата на родител и кога се омажив, ја добивам постојано нивната поддршка. Многу е убаво тоа да се слушне и многу е чудно денес. Јас те следам тебе од многу поодамна. Љубовта кон свекарите, свекрвата е скоро иста колку љубовта кон твоите родители. Да, и тоа е многу убав пример за денешницата. Па тие се како мои втори родители би ги нарекла, значи тие се луѓето кои што исто така ми ја даваат мојата најголема поддршка. Тие се луѓето кои што ги со љубов ги чувале моите деца, дури кога немало потреба за тоа и кога сум слободна, они го користат своето време да ги чуваат моите деца. Тие се луѓето кои што секогаш исто ни ги покажуваат вистинските вредности на животот и ни даваат секогаш поддршка, во изобилство ни даваат поддршка. Тие се луѓето кои што не прават разлика помеѓу син, ќерка, сна и зет. За нив сите се 4 деца, незините 4 внуки, 2 од мене и 2 од мојата золва, односно од нивната ќерка. Тие 4 внуки се нивното се. Исто така, затоа би сакала да ги поздравам и моите свекори и свекарва. Многу се радувам што се уште постојат луѓе со вакви размислувања и така, секако на крајот ќе го заклучиме тоа дека поддршката секако е многу битна во процесот на остварувањето на своите цели. Ти не престануваш, продолжуваш и понатаму, до ден денес ти стои таа амбициозност која што велам дека кај тебе не пресушна, секогаш има нешто ново, некоја нова награда, некој нов проект позади кој стои твоето име. Меѓутоа ќе почнеме ајде од почеток. Работиш некое време како професор по математика. Всушност ти си и дипломиран професор, нели, по математика. Од каде љубовта кон оваа професија? Можеби тука се наметнува и љубовта кон самите дечиња и какво искуството еве како професор? Ти си поработела малци на таа област. Така. Професијата учител, дали ќе се говори, нели, наставник, професор, учител, едукатор, воспитувач, тоа е една навистина благородна професија која што ги подготвува младите личности за идниот живот, пренесувајќи им го сето тоа знаење. Да се биде професор треба да се има едно
срце полно со љубов, љубов кон дечињата, срце како планина големо, исполнато со љубов за да се работи со тие деца. Значи треба да се едноставно децата во професорот гледаат и како втор родител, бидејќи голем дел од своето време го поминуваат во училиштата. Така, децата чувствуваат колку не дадено и колку не. Секако дека ја чувствуваат љубовта. Сега, тука не би се согласила со тоа дали секој може да биде учител, професор, воспитувач, наставник. Јас не би се согласила дека може да биде секој, од причина што не секој може да ја разбере таа професија, значи професијата учител е многу благородна професија. Јас велам си го носиш тоа со себе, или можеш да го работиш или не, или можеш со децата или не можеш. Така. Децата чувствуваат. Децата чувствуваат. Навистина работам и мислам дека работам една од најхуманите професии која што е во нашето општество, со сета почити кон останатите професии. Меѓутоа, огромната љубов која што сум ја имала кон учениците, било мотив дополнително да се надградувам себе си и сето тоа секогаш да им го пренесувам знаењето во изобилство. Моите ученици тоа секогаш го чувствувале. Верувајте, како професор по математика, во моето 17 годишно работно искуство како во воспитно-образовните установи, имам сменато повеќе воспитно-образовни установи. Имам работено во основни училишта, во средни училишта, еве сега и како воспитувач во ученички дом. Секогаш учениците кога бил часот по математика, со љубов, значи, доаѓале на часот по математика и уживале во оние предавања кои што сум им ги одржувала. Што и не е така често. Не е често, бидејќи кога ќе се спомне математика, обично учениците бегале. Меѓутоа, денешните ученици, еве, и денеска, кога и да се сретнеме или да дискутираме, они секогаш со љубов тоа го кажуваат како они и математиката ја засакаа. Што се случуваше кога бев професор по математика? Значи, доаѓав до тој степен да децата, да учениците сакаат што поблиску да бидат понапред. Значи, уживаа во решавањето на задачите. Значи, математиката не е воопшто тешка наука. Многу е битен начинот како ќе се пренесе. Тука има методика, значи, на пренесување на знаењето. Ќе спомнам еве една анегдота, ќе речеме, меѓутоа тоа е една вистина. Во едно од средните училишта во нашиот град кога предавав, учениците секогаш со љубов присуствувале и да биле отсутни на некој час, кога ќе дојде часот по математика, кај мене сите се немам отсутни ученици и тоа е факт. И дел од колегите ми имаа прашано: добро, Васе, што им правиш на учениците? Да. И што сакаа да работат, ама како нели успеваш? И земав, направив се еден час, викам, еве, од отворен тип, залепив како известување, секој што сака може да присуствува, да видите, викам, што им правам јас на учениците. Зошто толку ја сакаат математиката? На тој час, верувајте, имав многу доста колеги, не само од подрачјето по математика, туку и од останатите предмети. И навистина увидоа дека во што лежи тајната на предавањето, на љубовта кон математиката која што им ја пренесував, начинот и методите кои што ги користев за работата. Сум организирала различни квизови, им го имам организирано милионерот баш за учениците во вистинска форма, значи со музики, со се техники, семафори, семафори да не навлегувам во нели во тоа мое искуство, меѓутоа учениците тие се центарот на нашето внимание околу кое што ние се посветуваме, и се движиме. Васе, интересно е тоа што твоето име веќе подолго време стои позади ученичкиот дом Лазар Лазаревски. Јас уште како средношколец те паметам како директор на ученичкиот дом. Имав едно прекрасно искуство при организирањето на литературните конкурси таму и се што се случуваше поврзано со тоа. Ајде ќе споменеме малку повеќе за твојата функција таму како директор, каква е состојбата денес, еве од аспект на еден воспитувач во ученичкиот дом Лазар Лазаревски, што се случува, како може да се пријавуваат учениците, нели, каква е состојбата еве сега во време на пандемија, да споделиме малку повеќе. Така, значи, општинскиот ученички дом Лазар Лазаревски од Велес, тоа е ученички дом кој што ги прифаќа учениците од 4 средни училишта во нашиот град. Тоа се Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски, Средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски,
Средното општинско училиште, гимназија Кочо Рацин Так. и секако тука е училиштето Јовче Тесличков, средното економско училиште, да, економското училиште Јовче Тесличков и ученички дом. Многу од популацијата прават, ги мешаат поимите, значи ученички дом имаат некаква друга визија што би значило тоа ученички дом. Значи тоа е ученички дом, место каде што учениците го поминуваат, престојуваат во ученичкиот дом 24/7, Живеат. односно живеат. Да, тоа е нивни втор дом, да речем. Значи повеќе се во домот отколку што се во нивните домови. Так. Тие престојуваат тука, односно во домот престојуваат учениците кои што се редовни ученици запишани во едно од во училиштата, да, во средните училишта, треба да се редовно запишани како редовно запишани ученици, да нивното место на живење да е оддалечено 25, најмалку 25 километри и да може да има организирано јавен превоз или 10 километри, ама да нема организирано јавен превоз. И со тоа се распишува конкурс секоја година, значи учениците без разлика што се примаат, пример во прва година, они секоја година конкурираат за престој во ученички дом за секоја година, за втора, трета и четврта година. Так. Еве кога сме за конкурсот, можам уште неколку работи да напоменам за конкурсот, па би се навратили на другото прашање кое што ми го поставивте. За конкурсот, значи, моментално во тек е конкурсот за прием на ученици во јавните ученички домови. Учениците ги поднесуваат документите од 4 јули до 15 јули заклучно. Тоа е првиот уписен рок, каде што учениците врз основа на распишаниот конкурс и правилникот за прием на ученици во јавните ученички домови поднесуваат документи, се формира комисија и комисијата ги рангира учениците врз основа на пристигнатите документи и на тој начин се прави ранг листа каде што се примаат учениците. Так. Последниве години забележан е пат на бројот, меѓутоа тоа е за општ тренд во целата наша држава, се намалува бројот на ученици во училиштата, па нормално дека тоа се манифестира и во ученичките домови. Тоа е околу конкурсот. Што се однесува, што ме прашавте, бидејќи сум веќе подолго време во ученичкиот дом, како што најавивте, од 2013 година, извршувајќи тогаш од 2013 година до 2017 година ја извршува функцијата директор на ученичкиот дом Лазар Лазаревски Велес. Навистина и тогаш целосно се внесов во таа моја улога, како и сето друго што го правам со љубов, да. Се внесов, навистина имавме доста успеси. Ако почнам да говорам за успесите, мислам дека малку ќе не биде цел ден. Можам да спомнам само некои од тие успеси што ги имавме. Имавме подпишани неколку меморандуми за соработка со повеќе институции, како од нашиот град, така и надвор од нашиот град. Ги променивме старите дрвени врати со нови ПВЦ врати. Се изгради велосипедска патека, се опреми информатичка просторија за учениците. Секогаш се учествувало на различни манифестации кои што били организирани како на локално, така и на државно ниво. Редовно сме учествувале на Домска лига и Домијада, тоа е една манифестација за учениците, на која што спортска манифестација, која што првен се надпреваруваат во Домска лига во различни дисциплини и потоа како највисоко достигнување е Домијадата, каде што сме неколкукратни победници, бевме на Домијадата. Нашиот дом го доби приматот дом како неколкукратен победник на таа манифестација. Тоа е околу признанијата, меѓутоа исто така сакам да кажам дека секогаш сме добивале одлични записници и од советничката од Бирото за развој на образование во нашата држава. Госпоѓата Совка Коцева, која што секогаш и со љубов и она кога говори, секогаш говори за мене со љубов и едноставно обожава да споделуваме искуства. Имав и покана еве да презентирам и пред останатите ученички домови, да го презентирам и мојот магистарски труд, сметајќи дека тоа би им користело на другите воспитувачи за планирање на воспитно-образовната работа во ученичките домови. Која е улогата на воспитувачот во еден ученички дом? Улогата на воспитувачот е клучна. Воспитувачот е носител на дејност во ученичкиот дом. Тие се носителите на дејноста. Имаат ли активности учениците таму?
имаат активности, значи секако дека имаат. Значи работиме по воспитно-образовни подрачја. Поделени се, имаме 5 воспитно-образовни подрачја: физичко и здравствено образование, естетско образование, интелектуален развој на учениците, работно корисен труд и граѓанско образование. Во секој од овие подрачја учениците си работат одредени теми кои што се вградени во годишната програма за работа и секако во програмите за работи на секој на секој од воспитувачите. Работиме континуирано со учениците, се формираат исто комисии за учениците. Имаме со учениците сите тие неколку тела кои што постојат и во училиштата, исто постојат и во домовите. Така да немаме ни малку слободно време, значи постојано сме ангажирани околу учениците. За ученичкиот дом е карактеристично што исто така на 26 октомври, мислам дека беше 2016 година, 2015, пардон, го верифициравме, доби верификација и сум навистина горда како раководител во тоа време. И исто тогаш не можам да не ја спомнам 9-ноемвриската награда, која што ученичкиот дом доби спомен плакета како највисоко признание за постигнатите успеси, да, од градот Велес, кој што ги имавме, нели, како во нашиот град, така и надвор од нашиот град, да. Така. Ајде сега малку повеќе за тебе на професионален план. Добиваш навистина многу награди. Јас едва успевам да следам што веќе не си добила, како во рамките на нашата држава, односно на државно ниво, така и надвор од границите на меѓународно ниво. Најновата награда лидер во образованието од чинам 100 држави, така беше, ќе ме поправиш. 100 лидери, да. 100 лидери? Да, од така, целиот ајде ти свет. ќе објасниш, значи во нашата држава ти ја добиваш наградата лидер во образование. Што тоа значи и колку значи за тебе? Па видете, тоа беше глобална награда за лидер од областа на образованието и таа институција AKS Education значи работи на тоа да ги пронајде оние лидери кои што се најинспиративни и кои што премногу се вложиле во својата работа и на тој начин сакајќи да ги награди. Манифестација прва е од таков тип, која што се бираше лидер од областа на образованието, беа избрани вкупно 100, еден лидер беше од нашата држава, нели еве ме одбра, имаше процес на номинации, значи се помина неколку чекори мораше да се поминат, мораше да се добијат препораки од раководни лица што се сега во нашата држава или надвор од нашата држава независно. Сето тоа кога се сублимираше, значи влегов во тие најдобри 100 лидери од областа на образованието. Јас сум искрено пресрекна што го добив ова признание, ми е мотив плюс да продолжам понатаму со уште посилно темпо на работа и на секој му посакувам да добие едно вакво признание. Чувството не може да се опише со зборови, само треба да се доживее. Точно така, точно така. Ти овде ни донеси повеќе зборници и повеќе книги, ќе кажеме нешто повеќе и за нив, а јас ќе те прашам од сето она освоено, што ќе ни издвоиш како најдраго? Која награда би издвоила како најдрага? Да, верувајте... Сите ти се драги, да, тоа сакам да спомнам, секоја награда е драга. Навистина имам премногу добиени признанија, награди, над 300 се и повеќе веќе не ги бројам, не знам точно колку се. Секоја си е драга на свој начин. За секоја е вложено многу труд, посветено многу внимание. Од каде мотивацијата да се учествува на сето ова? Да се биде дел од сето ова? Може би од амбицијата од амбицијата, веројатно, која што ја поседувам и желбата да се совршувам, бидејќи тоа си е самото лично усовршување, значи самата го правам она што го правам. Значи самата се вложувам, учествувам на различни конкурси, тука има неколку зборници во кои што има објавено, имам објавено досеги 12 трудови, како во домашни, така и во меѓународни списанија. Секоја чест. Редовно сум поканета, ви благодарам, на сите конференции да учествувам. Така да, кои ми се драги, ова е една од подрагите награди која што за претходно зборувавме за глобалната награда за лидер за образование. Исто така, драга награда ми е Best Digital Teacher Award, исто која што ја добив како најдобар наставник, која што ја користи дигиталната технологија во образованието.
Тука морам да споменам дека бев избрана исто како представник да представува Македонија, бев поканата во Хрватска за да говорам за начинот на функционирање на ученичките домови пред директорите, Бирото за развој на образование, значи и останатите воспитувачи кои што се во Република Хрватска. Тоа беше исто многу убава организација. Воодушевување имаше и директорот на таму се вика Агенција за одгој, односно Агенција за развој и образование на Република Хрватска, исто така пред целата сите тие луѓе од браншата на образованието ми врачи посебна потврда и јавно е и објавено на нивните веб страни во Хрватска. После тоа добив и други покани за учество на различни конференции, меѓутоа секаде не може па и да се стаса. Нели некогаш мора да се направи каде може да се оди, а и некогаш ми се погодуваат и во исто време некои активности и не можем да во исто време да стасам и секаде. Тоа ми е едно од подрагите исто потврди. Имам добиено неколку признанија од Microsoft, кои што се посебно драги, мислам, знаејќи за каква компанија станува збор. Бев избрана како стипендист за стратешки менеджмент од Сити коледжот и Универзитетот во Шефилд. Тоа беше во соработка исто со Министерството за образование и наука. Тоа беше исто многу драга награда. Уште би зборувала. Сите ми се драги на некој начин сега во моментов, еве вака што се сетив. Так. Меѓутоа се можам сето тоа да го прочитам во твоето навистина голямо CV. Да. Кое што ми требаше навистина време да го целото да го изанализирам. Васе, која е состојбата денес со образованието во Македонија? Какво беше искуството со онлайн образованието, еве од аспект на човек кој што цел живот го посветува на образование и наука? Така, за жал ковид пандемијата ги погоди сите, не изостана и нашата држава, не измести од колосек сите, не ги измести животите од колосек на сите. Не фати, не спремни малку. Неспремни не фати. Едно од најпогодените сектори секако беше образованието. Учениците кои до претходно седале во училишните клупи, сега требаше училиштата да го префрлат дома. Го снема тој детски џагор на децата кој што се слушаше постојано. Се почна со некои користење на платформи на почетокот. Се користеа повеќе платформи, зависи кој како ќе се снајде. Чинам беше од 11 март 2020 почна пандемијата, па битно беше некако да истираме таа година со надеж дека новата 2020 до 2021 ќе ја почнеме како што треба, но еве не само што не ја почнавме, не ја ни завршивме. Не ја ни завршивме, так. Да, за жал. Сепак со таа онлайн настава имаше и некои недостатоци според мене, не тука дојде до израз и нееднаквоста помеѓу децата. Оти не секој има можност да има IT дома опрема. Так. Не секој имаше компјутер. Значи, некои ученици беа и дискриминирани во тој поглед, значи кога се почна веднаш со онлайн настава. Така да сите пробаа да работат и онлайн со сето тоа. Меѓутоа не сите добро се снајдоа со таа онлайн настава. Да се надеваме дека од наредната учебна година ќе се вратиме во нормално, а не ова ново нормално кое што беше досега и сите да бидеме здрави и живи, тоа е најбитно. Па другото ќе се среди како и да е. Така, при самиот крај на разговорот би сакала да упатиме една порака, односно еден совет до сите оние жени кои што можеби се растргнати помеѓу семејството и врските во домот и помеѓу професијата, односно нели образование, наука, па било и што да избереме како професија, кој е балансот, односно како да се воспостави балансот помеѓу сите овие обврски. И да упатиме нели една порака до сите оние жени кои што ќе го погледнат ова интервју, бидејќи ова е на некој начин и женски муабет. Па да, баш така. Женски муабет да се успее во секоја улога да се биде навистина мајка, за секоја почит. Да, сопруга, да се работи работата и професионално. Да се биде жена денес во едно модерно време во 21 век. Навистина е многу тешко, меѓутоа сепак се успева. Сепак се успева, јас сепак ќе кажам вербата во мене, трудот и страјноста и посветеноста кон работата 24/7
го направија мојот сон реалност. Сакам да им посакам на сите жени дека секој треба да верува во себе и во своите можности, бидејќи само со таа силна верба која што имаме во себе можеме да го оствариме сето тоа што претходно сме го замислиле. Така да секоја нека верува во себе, да им даваат од дома поддршка на секој можен начин, бидејќи не е лесно да си жена. Така, како Да се што биде ти... жена, нели, во еден ваков свет. Така, да се биде борец кој што го освојува светот, како што ти ќе кажеш во твојата колумна, во една од твоите колумни. И вас овде ќе ти се заблагодарам уште една што ја прифати поканата. Многу ми е чест, многу ми е драго што имавме можност да го оствариме овој разговор. Ќе ти честитам за се досега. Знаеш дека јас ти се восхитувам, знаеш дека ценам се што правиш. Ќе ти посакам да се видиме за уште многу нови успеси, како на домашно, така и на надвор, нели, од границите на нашата држава. Да продолжуваш со твоето име да ја представуваш нашата Македонија и да се видиме за уште многу нови дела. Ви благодарам уште еднаш, навистина ми беше многу пријатно во вашето студио, во ваше друштво ми беше пријатно, во една прекрасна телевизија, ужива во вашиот муабет. Јас се надевам дека ќе се видиме за скоро време, за брзо време и би имале повеќе средби и секоја покана од ваша страна јас со задоволство би ја прифатила. Ти благодарам. Вастилка Ѓурчиновски од Велес во најновото издание од своја страна. Се надевам дека уживавте во овој инспиративен разговор. Јас при самиот крај ќе упатам посебен поздрав до бутик Мај Мода и до мојата шминкерка Самра и Мери. Ние се гледаме за 7 дена во истиот термин. До тогаш бидете поздравени.